почитувани граѓани, сограѓани, почитувани колеги уметници, почитувани представници на медиумите. Денеска сме овде по 36-ти пат да го започнеме Макфестовското издание. Макфест, фестивал кој што сите ние сме растеле со него, фестивал кој што ги терало нашите родители да не остават на нашите баби и дедовци за да ги гледаме на екраните додека присуствуваат на тој Макфест. Макфест кој што направил низа евергрини кои што денеска се пеат. Имавме среќа пред неколку дена да присуствувавме на 30 хитови, макфестовски хитови кои што, верувате, се уште ги подпевнуваат старите, повозрастните, младите, па дури и децата. Оваа година, како што и кажа во мојата кампања, кога се уште не бев ни градоначалник, тогаш бев пратеник, дека шлак на моето 10-месечно работење како градоначалник ќе биде токму овој Макфест 2021 година и неговото 36-то издание. Затоа, заедно со уметничкиот директор, господин Дочиновски, заедно со организаторите на општина Штип, господин Паниотов и господин Јованов, тргнавме во поход да го направиме Макфест да биде она што го паметиме, да го вратиме гламорот, да го вратиме сјајот и да го вратиме она старо уживање на Макфест кое што сите ние го памтиме. Поради ковид пандемијата и поради сите овие протоколи, мерки кои што ги гледаме секојдневно и ги живееме и мораме да ги почитуваме, одлучивме оваа година Макфестот повторно да биде отворено, благодарејќи на преубавиот ресорт Аква Бела ресортот кој што оваа година, оваа лето го красеше нашиот град. Се одлучивме сите заедно тамо да го направиме Макфестот, бидејќи изобилува со убавини, изобилува со добра акустика која што е потребна. Јас не знаев, меѓутоа ме подучија уметниците во тоа поле дека е битна акустиката, околината, како ќе се прима и одбива тој звук. Така да направивме на прекрасна организација со тим од експерти кои што се за сценско уредување, за звучно уредување, за осветлување. Тимот, најбитниот дел е музичкиот директор кој што одбравме 14 дебитантски песни, значи 14 учесници кои што за прв пат ќе учествуваат на овој фестивал. 12. Да, 12 дебитанти, уште 14 во втората вечер, така да дел од овие дебитанти ќе поминат после првата вечер, тоа е во петокот навечер, ќе поминат неколку од нив во финалето, каде што сите заедно ќе уживаме во прекрасната изведба. Самиот Макфест ќе го отвориме на еден специфичен начин, малце поразлично од претходните години, тоа ќе го оставам изненадување да биде на самата вечер. Ќе продолжиме со дебитантските песни кои што, барем по тоа што ги слушнав дел од нив не сум ги слушнал, меѓутоа беа преубави мелодии. Наши драги сограѓани кои што ќе ги изведуваат овие песни. Потоа ќе имаме едно изненадување за публиката и за сите оние кои што ќе уживаат во музиката. Ќе имаме забавен дел додека се бираат финалистите кои што финалистите од дебитантската вечер кои што ќе преминат во финалната вечер. Потоа настапува повторно финалната вечер, каде што повторно ќе започнеме со едно, да речеме, патриотско изненадување. И потоа ќе продолжиме со таа финална вечер, каде што ќе настапуваат финалистите од претходната вечер и оние кои што се веќе предвидени во таа финална вечер. Повторно на крајот ќе имаме едно изненадување за публиката и за гледачите и се надевам дека стилот на песните, гостите изведувачите кои што ќе бидат присутни на овој наш Макфест, гостите и публиката кои што ќе биде присутна на овој Макфест, ќе дадеме една доза на убавина, доза на висина, доза на шарм, кој што нашиот Макфест тоа го заслужува. Годинава Макфест 2021, 36-то негово издание, ќе биде на отворено, ќе биде во Аква Бела ресортот и ќе биде фантастичен Макфест. Благодарение на овие луѓе околу мене кои што тоа и го направи. Сакам вака официјално исто да се заблагодарам на градоначалникот Сашко Николов, доктор Сашко Николов, кој што ми даде можност и по четврти пат да бидам уметнички директор на Макфест и уметнички да помогнам да го обликуваме
фестивалот онака како што мислам дека заслужува со сета своја раскош што го има Макфест низ годините. Јас викам Макфест е како еден жив организам кој што како се родил во 86-та година па до сега имал многу промени од датуми, од собствеништво на фестивалот, од со оркестри, на матрици. Меѓутоа најбитно е дека фестивалот се одржал сите овие години, нема ниту една година застој, затоа што познавам такви манифестации кај нас, кои што кога еднаш ќе застанат, многу тешко се враќаат назад, и затоа особена благодарност до градоначалникот и до луѓето од општината кои што не се штедат кога ќе дојде време да се реализира фестивалот, низ сите овие години наназад. Што се однесува до програмата за оваа година, повторно имаме за прв пат многу работи, ја викам за прв пат, значи локациски, за прв пат ќе имаме нови водители, кои што за прв пат ќе го водат фестивалот, за прв пат имаме ваква форма, значи 2 вечери, каде што првата е полуфинална и едноставно ја крстивме прва вечер, не баш дебютантска вечер, бидејќи сите овие изведувачи, иако се за прв пат на сцената на Макфест, они во својата професија се големи професионалци и по мене епитетот баш дебютанти и не е добар да им прилегне, затоа што се навистина, ќе кажам, професионалци, иако за прв пат ќе бидат на макфестовската сцена и најдобрите 5 од нив ќе ги видиме и во финалната вечер. Во финалната вечер настапуваат изведувачи кои што се доста познати кај нас. Имаме двајца и победници повеќе кратни во минатите години. Еве ќе ги прочитам сите, поготово во втората вечер, и сакам да појаснам дека од овие 26 вкупно композиции, скоро половината, односно 12 се примени од конкурс, другите се по системот на нарачки, од етаблирани автори кои што секогаш на Макфест му носат не само добри песни, туку и познати имиња како изведувачи, и таа е причината зашто секогаш има простор и за оставаме добар дел простор и за нарачки на композиции. Да дополниме со нешта кои што се многу значени и битни, барем за вас, кои што ќе го поддржите преку информација нашиот фестивал. Покрај покровителите кои што веќе Трајче ги спомна, нормално општина Штип е главен покровител и организатор на фестивалот, а Министерството тука го поддржува. Да кажеме дека годинава најдобрите ќе бидат наградени по стариот систем, меѓутоа да потсетиме дека прво наградената, односно композицијата која што ќе биде најдобра на Макфест 2021 добива 5000 евра против вредност тенарска нормална. Втората награда е 3000, третата награда е 1000 евра. Остануваат и понатаму четирите стручни награди: наградата за најдобар сценски настап, наградата за најдобар дебитант, наградата за најдобар аранжман и наградата за најдобра интерпретација. Јас би сакал истовремено да кажам оно што и вас ви интересира, агендата на случувањата, бидејќи фестивалот ќе се реализира на 17 и 18 петок и сабота. Практично ние ги очекуваме гостите, пеачите и авторските тимови да пристигнат некаде од 11 до 12 часот во Аква Бела Ресорт, таму кај што ќе биде нашата база, пошто веднаш ќе реализираме тонска проба во 14 часот, некаде до 15 часот, а првата фестивалска вечер започнува и втората во 20 часот и 30 минути со директен пренос на македонската радиотелевизија. Повторно таа екипа го пренесува и го поддржува Макфест, треба да и се заблагодариме, начело со Перо Попов како режисер.